вечер, Атанаси. Слушилај се на мајка му, иначе денеска се фатени на дело. Добро вечер. Емисија со Лесно Буревесник на М телевизија. Есенски циклус 2024 година. Вечерва имам еден гостин кој се спротиставил сам против системот. Системот жестоко го оштетил. Ванчо Мицевски од Битола, бивш оперативец во СВР Битола, криминолог, аналитичар, педагог и криптолог. Со Ванчо се сретнавме пред 2 недели, поразговаравме за неговиот граѓански случај во Основниот суд Битола, но случај во кој имаме докази, поточно Ванчо Мицевски има докази, колку суди и колку обвинители се вмешани во процесот во кој погодуваат на неговиот противник од другата страна, тужениот Панде Грибовски. Господине Мицевски, добро вечер. Добро вечер. Добродошол во вашата куќа. Повелете накратко, ако може, за почеток да кажете од каква природа беше вашиот случај. Јас, Ванчо Мицевски од Битола. Денес, пред овој медиум, ќе зборувам за криминал, злоупотреба, корупција во судовите, обвинителствата, судските и обвинителски совети во РСМ. Како незаконито криминално функционирале во конкретни предмети МАЛ ВП 304/2021 година на Основен суд Битола и РО 317/2022 година на Основно јавно обвинителство Битола. Зашто конкретно го тужевте Панде Грибовски од Битола? За вовед по донесена правосилна пресуда К530 на Основен суд Битола и КЖ на 34/2018 година, која била со 11 обвиненија од 6 различни обвинители во постапка застареле 10 обвиненија. Така работеле судовите во Битола. Постапката, која траела 5,5 години, се одржани 25 расправи. Тужениот изготвил 14 фалсификовани исправи документи, докази, од кои повеќе интелектуални фалсификати. Ги користел на 15 различни места пред судот и пред судот. Да знае јавноста, со комшискиот имот, нашиот, мој, од банка подигнал 130.000 евра, во залог го ставил нашиот имот. Тоест, вашиот личен имот. Нашиот личен фамилиарен имот. Како течеше расправата и како заврши таа расправа пред Основниот суд во Битола? Таа расправа во Основниот суд заврши со пресуда после 5,5 години, после 25 расправи. На ваша штета? Во моја корис. Во моја корис на фамилијата. Еве како течеше. Клопчето се одмота. По донесената пресуда се поднесува тужба. Клопчето се одмота за организирана мрежа од инволвирани суди, судски референт од приемно, како и други стручни лица од овој суд. Местото, времето, начинот
кој со кого и како, и зошто и слично се случувало во основниот суд Битола. Место, време, начин, кој со кого и како. Како возрасен, сериозен, одговорен, практичар, наизворно со познавање на целиот предмет, ќе бидам јасен, разбирлив, прецизен што се случувало, со аргументи, факти, цврсти, писмени докази, многу. Повторувам, многу цврсти писмени докази. Осумничените, пријавените, се познати по име и презиме од 19.3.24 година. Функционирале како организирана мрежа. И тоа поттикнувач, помагач, извршители, координатор, актери, креатори, конструирале постапки надвор од законските овластувања, со фалсификовани исправи, од кои интелектуални фалсификати ги потпишувале во име на тужителот, поточно во моје име. Со претходна шема, фалсификованите ги пуштале во правен сообраќај пред истиот суд. Сето во доверба со молчење. Секој во својата надлежност, почнувајќи од приемно одделение во основниот суд Битола. Референтот ги прифаќа. Потоа заложениот судија во предметот, продолжено самим од председателот на судот. Ништо не било случајно. Сите действувале во спрега. Повторувам, сите действувале во спрега. Ке зборувам во насука на честност како оштетен. Не клеветам никого, не водам постапка одинаед со никого. Сето со намера да го заштитам правниот систем и државата Република Македонија. Со јавност, транспарентност за вистината. Со мојата упорност и храброст се изложив на разни силни, дрски, насилнички притисоци, омраза, бес, за моје одвратување, замолчување, заплашување, заканување, залажување и слично. Знам и сум свесен дека инволвираните кои се познати по име и презиме се вознемирени и нивните надлежности. Самите влегувале од случај во случај. Поточно, од преседан во преседан. Сметам, тоа го правеле свесно, со знаење, со намера, со сакање од интерес. Интересот се вика корупција. Така знам, така кажувам. Во постапките беше очигледно, очевидно постојање на семејна партиска политичка спрега. А минувано со влијание кај суди, влијание кај судот. Ова не беше случајно. Сето со знаење на инволвираните. Инволвираните влета кај човек кој добро го познава криминалното функционирање, ги разоткрив, обелоденив, за сето ќе сведочам пред секоја јавност. Добро го познавам безбедносниот, правниот, политичкиот дел на Република Македонија. Сум едуциран, лиценциран, криминолог, криптолог, криптоаналитичар, педагог, добар познавач на криптогенеза, секако и анамнеза од генезата. Посебна специјалност обезбедување плагијати од поднесоци. Имено јавно пред сите, кои не гледаат, и ќе не гледаат, и ќе не следат. Го похвалувам овој медиум, Буре вестник, преку кој ќе ја кажам вистината. Јавно ги повикувам сите медиуми, новинари, да истражуваат за секој сум достапен.
повторувам, за секој медиум сум достапен. За вистината, со цврсти писмени докази, ништо паушално. Јавно ги повикувам сите државни органи, институции да се вклучат, секој во својата надлежност, да не молчат, да не сокриваат, да не опростуваат, да не затешкуваат, да не заштитуваат работење на криминални судија, конкретно на овој судија кој е обележан во поднесоците. Ке зборувам за подобност доверба на осумничените, сите од Основниот суд Битола. Оваа спрега била во Основниот суд Битола. Ке зборувам за нивниот морал, авторитет, кредибилитет, одговорност, честност, влијанија многу и најразлични, манипулации, тактизирање, одоговлекување, дискриминирање, одвратување, заплашување, замалчување, заканувања, заташкувања, најразлични ветувања за моје повлекување. Јавно кажувам, Банчо Мицевски не се повлекува од она што го кажува, за кое има цврсти непобитни докази. Поточно кажувам како се руши правниот систем, како се урнисува државата Република Македонија, како се рушат правата на оштетените. Сето од интерес. Интересто представува корупција. Без интерес нема одлука, пресуда и слично. Ова општо познато. Токму затоа довербата во нашите судови 2%. Заслужуваат и помалку. Такво е моето мислење. Со анализа пресек, со аргументи, факти, цврсти писмени докази. Следете како незаконито криминално задолжениот судија функционира. Сомнеш, кај судијата сомнеш, злупотреба на кодексот судија, класична злупотреба на неговите овластувања. Незаконско влијание, несовесно работење, лажна изјава за негово иземање, сокривање на поднесоци и докази во постапката, недозволиво користење плагијати од поднесоци на тужителот, спречил докажување на постапката, ја обструирал и насочил во погрешен правец, сето со знаење, намера, свесно, со сакање и слично. Ова што го кажувам е познато во судот во Битола, познато во Основното јавно обвинителство Битола, познато во полицијата во Битола, која без наредба насоки на Основното јавно обвинителство не поставува. Ова го тврдам со цврст писмен доказ. Полицијата не постапува без наредба. Таква наредба, овај обвинител што непосредно бил задолжен до денес во 26 месеци нема издадено никаква наредба. Господине Мицевски, ајде сега поред. Како се вика судијата што злоупотребил службена положба во вашиот предмет? Судијата кој што злоупотребил се вика, еве го набележен во поднесокот. Да не биде моето име. Кажете го со име и презиме. Судијата се вика Александар Мицевски. Ова Александар Илиевски. Повторувам, Александар Илиевски од Основен суд Битола. Како се вика обвинителот или обвинителката која не постапува 25 или колку месеци кажавте? Обвинителката се вика Оливера Чичаковска од Основно јавно обвинителство Битола.
Како, на каква пречка наидовте кај председателот на судот во момент кога сте се судели? Бидејќи вие сте барале, колку што јас знам, од разговорот пред оваа емисија, сте барале иземање или сам барал иземање со еден фалсификатен документ. Опишете го тој момент. Еве вака. Мислам да дозавршам со мислата, ќе го објаснам. Ајде, дозавршете со мислата. Значи, реков дека ова е познато јавно во судот, во обвинителствата. Јавно ги повикувам. Јавно. Основното јавно обвинителство битува. Вишето јавно обвинителство. Судскиот обвинителскиот совет на Македонија. Го повикувам и јавното обвинителство на ОЈМ-то, каде има постапка во истрага. Така сум известен од Судскиот совет на Македонија. Да постапуваат по пријави и престапки за кои постојат цврсти писмени докази, аргументи, факти за криминал, злоупотреба, корупција, за осумничените познати по име и презиме. Осумничените се познати по име и презиме. Јас, Ванчо Мицевски, ќе сведочам пред секоја надлежност. Воедно ги повикувам државните органи и надлежности да го следат пријавеното, како незаконито се постапувало во судовите обвинителства, Судскиот обвинителскиот совет, како се води истрагата во постапката кај јавното обвинителство на Македонија за пријавениот судија. Исто така ги повикувам, повторувам, исто така ги повикувам новинарите, нивните медиуми да истражуваат за секој достапен сум со цврсти писмени докази, ништо паушално. Господине Мицевски, дали сте свесни вие после толку години тужење и излеговте и оштетен од овој предмет, дека сите овие институции што ги повикувате се глуви, неми и со врзани раце? Токму затоа што овие сите институции се неми, затоа што ќутат, одобруваат, тактизираат, знаат. Ова е општо познато во цела држава, а познато и мене лично. Јас сум возрасен човек, во моите години, да не ги кажам колку, јас не сум сретна покорумпирано судство и обвинителство од денешното. Ова е општо познато на секој граѓани во Македонија, познато на јавноста, познато на медиумите, познато и надвор од границите на Македонија. И како очекувате да реагираат? Еве ги Тешко. повикувате, зошто се уште очекувате на ваши години, на поодминати години сте возраст, зошто и понатаму очекувате дека ќе реагираат? Тешко очекувам, меѓутоа должам за обврска на јавноста во Македонија Тоа е во ред, да ја да се запомнат обратите. и да знаат. Овие јавни, млади луѓе мислат дека му е добро. Не, нека се свестат дека тоа ќе му биде тешко на нивните поколенија со ова судство, со ова обвинителство. Со овај судски совет, со овај совет на јавни обители. Тие и самите не знаат што прават. Денес донесуваат една одлука, утре донесуваат друга одлука, третиот ден размислува повторно да го разгледа и некои сличности што, ајде да не ги кажувам јавно, тие самите ги знаат. Така, може ли нешто да ве замолам сега? Може да ме замолите, се ќе кажам јавно и јасно. Ова што ни го прикажувате овде како предмет, ние ќе го снимиме и ќе оди додека разговараме, публиката може да ги види овие документи. Значи, мислам дека поинтересно е, освен гледање на овие докази што ги нудите и оваа документација, многу е поинтересно ако може да ни кажете детали од комуникацијата со судијата Александар Илиевски, со обвинителката Оливера Чичаковска или како се вика,
дали имавте воопшто комуникација со председателот на судот во тоа време? За се ќе ви објаснам подетално, од почеток до крај. Се што имате да ми поставите прашање, не само вас, пред секој ќе одговарам и сум свесен. Еве јас вечерва ве прашав, одговорете ми за вашата комуникација со нив. Јас ќе го кажам за почеток патокасот како течеше. Ајде. И тоа ќе ви го објаснам. Ајде. Патокасот за вистината со цврсти писмени досеги како незаконито криминално се функционира. Прва расправа почнува по обезбедување на доказите на 23.11.2021. Судијата во средината на расправата вели го нема вештачењето на тужениот. Беше многу сумнително, му ставив до знаење нешто судија се случува овде, не е во ред работата. На 25.2.22 година, јас како тужител доставувам поднесок уредно примен во судот во Битола и уредно доставен на судијата. После ова втора расправа на 1.3.24 година. Повторно, цитираниот судија во средината на расправата вели го нема поднесокот на тужителот, потенцира кој поднесок од 25.2.22. Тоа е поднесокот што го поднесов пред ова расправа. Тужителот Ванчо и во првиот, и во вториот јас, и сега во вториот приговарам, ова е сомнеш судија. По втор пат и оваа расправа се одлага за 11.4. затоа што судијата ги нема овие предмети. После 3 дена, на 4.3. тужителот Ванчо доставува поднесок, писмено му укажува на судијата зошто ги немало споменатите поднесоци, да провери судијата кај надлежностите. Јас, Ванчо Мицевски, по овој поднесок на 15.3. како тужител уредно го разгледав предметот, заедно со овластените од писарница. Заеднички констатиравме дека спорните поднесоци биле во предметот на расправите. Споменатите поднесоци биле во предметот. Настана полемика зошто ова се случува. Наредниот ден, ова го разгледувавме заедно со писарница и не стојам за ова сам. Така вела списите во документ. Наредниот ден, на 16.3., само по 2 дена, веднаш јас како тужител го известувам судијата и му велам, споменатите поднесоци биле во предметот. Така стои во писарница. Ова завршува. Во периодот од 16.3., значи тука настанува едно мирува од 16.3., преќутно во спрега судијата и изготвувач со влијание мотивираат, конструираат нова постапка. Задолжениот судија сметам дека лично или му овозможил увид во предметот на осумничен изготвувач и по разгледувањето на предметот со користење плагијати од мој поднесок од 16. од поднесоците технички и содржински вадат извадоци и формираат барање за иземање на судија. Ова е интелектуален фалсификат достапен за секој. Секој ова се прави со доверба. Кај секој од тие се прави со изготвувачот на фалсификуваниот поднесок со фалсификуван поднесок. Тој поднесок во име на тужителот се доставува на 1.4. преку приемна архива. Значи, вие не сте барале иземање? Јас никако не сум побарал, овде стои. Јас, Ванчо Мицевски, никогаш не сум побарал. А не се знае кој го поднел
Тоа барање за иземање. Ова барање за иземање, според моите оперативни сознанија, или е 99% на изготвено од судијата, или судијата му овозможил на човек кој бил близок до него. Друга особа не овие податоци кои што се внесени во барањето за иземање, никој не ги знаел друг освен судијата. Зошто го направил судијата ова? Судијата зошто го направил? Сакал да се спаси од предметот? Мислам дека имал интерес. Неколку имал интерес да го насочи во погрешен правец. Добро. Судијата на 8.4. јас, Ванчо, како уредно доставувам поднесок, еве го барањето за иземање. Ова е барањето за иземање. На 8.4. уредно достави поднесок до задолжениот суда и го известувам дека на закажаната расправа на 11.4. ќе присуствувам и ќе се произнесам. Така стои во поднесок. Одговорно тврдам, овој мој поднесок до судијата е доставен. Ова е многу интересно. Овој мој поднесок од 8.4. е доставен пред да се донеси решението за иземање на задолжениот суд. Поточно е доставен пред 3 дена пред расправа 11.4. примен веднаш. Да. Сега ќе примен веднаш. За ова имам цврсти писмени докази. Имено, на 21.3.24 година, писмено, уредно со поднесок, јас, Ванчо, побарав од судот писмен одговор. Кога овој поднесок, како шести, тоа е овој, како шести е доставен на судијата. Судот, председателот на судот, писмено на 29.3.24 година од основниот суд известен. Писмено. Тоа е предходниот председател на судот, така? Не, овој сегашниот. Актуелниот. Добро. Актуелниот. Добро. Комуницирам со актуелниот. Поднесокот од 8.4. веднаш е доставен до судијата. Уредно примен и судијата знаел дека јас на 11.4. ќе присуствувам на закажаната расправа. Ова го тврдам со цврст писмен доказ. Така. Јас ќе ви го покажам и поднесокот. Еве го поднесокот. Добро, слика не ќе го емитувам. Слика, еве како. Така. Ќе присуствувам на расправа. Еве што ме известува судијата. Односно председател, во врска со вашето барање, ви известуваме дека по извршениот увид по нашата евиденција се утврди дека писмениот поднесокот по предметот МАЛ 304 еве во судот е доставено на 8.4. во 12.20 часот веднаш е доставен за судијата Александар Илиевски. Доставен е, ова е многу интересно, доставен е 3 дена пред расправата. 3 дена пред расправата. Го примил, се подпишал. По примениот поднесок, ова е многу интересно. По примениот поднесок, поточно откако бил примен, прочитан, инволвираните се вознемириле. Сега начин како, што да правиме понатаму. Со влијание, притисок, преку председателот под најхитно донесуваат решение за иземање. Ова решение го заведуваат, антидатираат со дата 8.4. кој носи број 28/2. Сите заеднички сега што се инволвинарите молчат. Во ова решение намерно, свесно не се заведува кој го изготвил. Значи, во решението... Значи, не се знае кој е предлагач. Не, во решението не се знае кој го изготвил. Сомнеш дека ова решение е изготвено, мислам, исклучиво судијата или лице кое непосредно имало увид во предметот.
транскрипцијски. Јас мислам дека ова го изготвила судијата или тој знае како се случува. Овде се знаело дека изготвувачот на решение е истиот, значи истиот. Сега овде е многу интересна работа што се случува натаму. Се закажува расправа на 11.4. Што се случувало? Задолжениот судија усмено соопштува без записник, нема расправа, има барање за моје иземање. Ова, господа, за сите ве е класична заправа. Вели, има расправа за иземање, меѓуто не прави записник судијата. Тужителот Ванчо, јас му барам, констатирајте на записник судија. Тужителот Ванчо мели на записник констатирајте повторно. Судијата одговара, нема потреба, ќе бидете писмено известени дома. Тужителот на судијата повторно мели, судија, ова е сомнеш. Судијата молчи и малце така подценувашки, ќе видиме. Ваквиот сомнеш, збунетост на судијата, го забележа вештите лица. Карактеристично беше следното. Овој судија не го покажа барањето за иземање. Не го покажа решението за иземање. Пазете, не го покажува барањето за иземање, не го покажува решението за иземање. Не состави, не го покажа нити мојот поднесок кој е доставен на 8.4. пред да почне расправата за кое судијата знаел дека јас си учествувам, не го известил председател на судот пред расправа. Дрско не манипулираше и така речено насилнички, доста е, или ќе ве избркам, или престанете да кажувате. Не гледаше во очи сите, не лажеше. Брутално, дрско сите не избрка. Завршено, излегувајте да не повикам полиција. Ова не е сомнеш, господа. Ова е вистина, пак со цврсти писмени докази. Како незаконито, криминално функционира задолжениот судија. Ова е интерес. Ова ќе го седошам пред сите надлежни јавно. Господине Мицевски, да ве прекинам. Поведете. Дали може пред јавноста да кажете како течеше вашиот разговор со судијата Александар Илиевски кога добивте од него непристојна понуда? И тоа ќе го кажем. Не, сега кажете го. Инсистирам сега да го кажете. Ево сега ќе кажам. Судијата Александар Илиевски, сега ќе ви кажам. Оставете ги хартиите, раскажете него со своји зборови. Александар Илиевски го предупреди за сите овие настани писмено со преставка и од истиот барав ова да го пријави во надлежните обвинителства и полиција се работи за криминал. Практично го притеснивте до зид. Го притеснав и ви вели, добро ке најдиме разбирање, не се брзаш, шо се брзаш? Јас му дам судија, ова е озбилна работа и сакам да се реши како треба. Почна да врши притисок на милен начин, знаеш како е, ова не е едноставна работа, помири се, јас ти кажувам дека ќе најдиме разбирање, ќе бидиш обештетен, немој да вршиш сега притисок против мене, во прашање што јас сакам да напредувам во повисок судија, поточно во апелационен суд. А кој ќе ве обештети? Ако ви понуди обештетување, а сте изгубиле процес. Обештетување. Тоа е кажано меѓу мене и него, Што е кажано? Меѓу него дека јас сум спремен да те обештетам лично, меѓуто немој ќе ме заприш од напредувањето. Како ќе те запрам, јас му дам? Па ќе ме заприш. Мојата сопруга е обвинителка, во дадено време ќе ти помогни и
ќе се сврши. Јас му велам дека неќам никој да ми помогне, јас сум достоен, честен, Вие си одговорен. барате правда. Не барам никој да ми помогне, нити ти, нити твојата сопруга, нити било кој, нити сум побарал од некој од мене да јас ми помогне. Јас одам по словото на законот и не прифаќам. Овие ветувања од судијата беа лични во 4 очи. Колку можам јас да кажам, тој може да негира, меѓутоа очи во очи ме погледна и тој судија, од тука произлегува тој судија ми потенцира, кажувам, кој е вистинскиот изготвувач на барањето за иземање. Да не бидам тој кој што ќе го кажам јас, ако е смел, нека го каже. Меѓутоа, ова беше негова нечесна игра што се прикриваше. Завршетокот на расправата. Ова точно го знам. Нотирано ми е во телефонот, во колку сатот сум лично повикна од дома, преку секретарката, како сум лично повикан од дома од истиот, да влијае да јас се повлечам. Јас не му прифати. Се јави раздор и ми вели, а ке те тужам јас за клевета. Како бе ти ке ме судиш мене за клевета? Да. Погледни ми се во очи, и те гледам. Па не можеш да ме судиш ти мене, која сам ми велиш кој го изготви. Затоа што не прифаќате незаконско обештетување, ќе ве тужи за клевета. Ќе ме тужил за клевета зашто не прифаќам. И му прашувам вака, дали вака за ова господин судија знај твојата фамилија? Знај, јас на моите родители, Знаат ли мајка ти и татко ти? знаат моите родители, јас му кажав, Ванчо, јас сум пободрасен, јас му кажав нив дека вака и вака. Шо ти рече татко ти? Оди кај Ванчо, моли го. Не ми вели мене чичко Ванчо, оди Ванчо, моли го, знај тој како е искусен, ќе те поучи како. Татко му знае со кого има работа. Татко му вели, завршува ова, ми се јавува и татко му, а знае и жената му. Жената му обвинител. Шо ти рече жената му? Абе, да не ти кажувам, што ми рече, сите ме укорија, зошто вака дошло направи. до семејна драма. Драма невидена. Си одам дома, ми се јавува татко му, ме замолува, Ванчо, помогни му на мојато дете Да напредува. да напредува. Ти какво дете му велам имаш? Имаш честно или нечестно? Абе грешил. Не, нечестно имаш и да не заборавам ова. Кога ме викна судијата на 2-3 пати, ме испраќаше и ме чукаше порано да јас замолчам. Јас го предупредив лично, тврдам, може и денеска мерите да кажа, немој да ме нудиш, немој да ме викаш, овде има камери и пред камерите никој неќам да ме гледа. Никој, повторувам, никој неќам да ме гледа, јас сум честен, одговорен за вистината. И од тој ден, точно знам кога, забележано му е во телефонот, од тој ден јас не се имам видено, се имам слушнато само со неговите родители. Мајка му, болеслива жена, телефонски ме молеше да го спасам. Како да спасам криминален судија? Како? Каква доверба, каков почит, каква орган? Не можете да го спасите од него самиот. Од вас може да го спасите, од него самиот не можете да го спасите. И како да те спасам? Па како ќе излезам јас на улица? Ми е срам. Што ќе кажат луѓето? Шо ќе ка? Па за срамот им велам, јас за срамот се знае што. Шо? Па има природно нешто, срамот како се затвара. Да не кажам се како, срамот се затвора на... Дали можете да ми кажете, имавте ли комуникација со председателот на судот? Сега ќе ви кажам со председател. За сите овие работи, усмено и писмено го извести се и претходниот председател и сегашниот председател.
Претходни двата председатели ги запознав, меѓутоа усмено сам. Писмено го запознав овој што е сегашниот. Во почетокот пристапот му беше така да научи што се случува, да може да ги држи во раце судиите, односно конкретниот судија. Така е. И ми вели сето е ова одговорно, овој судија не можел да го направи ова само. Сам нема шанса. Овде се инволвирани приемно оделение, како прво инволвира, како прво приемно оделение, референтот, кој што го примил барањето. Второ, потпишал изјава судијата за негово иземање. Се сложил. Трето, председателот го потпишал барањето за иземање. Интересно кај овој првиот председател кој што го потпиша, веднаш наредниот ден, на 11 беше расправата, на 12 поднесувам писмена представка и му велам дека јас не сум барал иземање. Председателот чути, не одговара, повторно и по мојот поднесок, кој што беше поднесен на 12, ми одговара по 40 дена и ми вели писмено, вие господине сте барале иземање, по 40 дена сте барале иземање, еве ви го поднесокот за иземањето, еве ви го решението. Јас за прв пат, кога ги примив, тоа со дата обележава, јас кога ги примив, гледам по 40 дена примено. Гледам во подписот, подносител, фалсификуван подпис. Во 21. век, сега вела дека подписот бил неподобен за вестачење. Ова е техничка работа која пред вас не би ја коментирал, меѓутоа се знае кој е подносителот и еве го мојот, еве го подносител вели Ванчо. До овој момент, кога го примам јас, за мене било само наводно дека постои иземање. До тој момент не сум знаел. До тогашниот председател достави уште 4-5 представки. Сите ги чуваше во фиока и после 6-тиот месец, од 4-тиот до 6-тиот си замира во пензија и остана нерешен проблемот. Наредниот ВД председател дојде и кај него се обратив и ми рече дословно, ова е криминал. Еве кажам, ова е криминал за одговорност, меѓутоа тера работата, оди пријави во обвинителство. Ојдов пријави во обвинителство. Пријавив кај обвинителството и ќе ви го покажам. Може ли овде само нешто да појаснам за публиката? Ајде. Само нешто да појаснам. Повелете. Значи, публиката треба да знае, оние што не се упатени, дека при поднесување на барање за иземање на судија, судијата го прекинува рочиштето и го поднесува до председателот на судот кој решава дали тој судија ќе продолжи да го суди тој предмет, значи дали ќе го одбие иземањето или ќе го прифати, тоа значи предметот почнува од почеток со друг судија. Во овој случај правен преседан е што 40 дена се чекало на одговор за барање за иземање, дури и да е фалсификатно. Председателот на судот решава во рок од 60 до 90 минути за било какво барање за иземање. Тоа сакав да го кажам. Сега ќе ви појаснам. Барањето не може да се чека 40 дена за да се одговори. Ќе ви појаснам. Не, решението само да стане јасно. Решението, односно поднесокот барање за иземање е поднесено на 1.4.20. Не спорам дека е фалсификатно. Спорам само дека не му е место 40 дена председател на суд да одговара, па дури и да е фалсификат. Тој одговара ка. Поднесокот е на 1.4. Судијата решението за иземање, председателот на судот го донесува
по 8 дена. Значи барањето за изземање е поднесено пред 8 дена. Пракса е истиот ден да реши. Треба да се реши. Сега, јас пред тоа барање, значи, после поднесов мој поднесок дека го известувам судот дека ќе учествувам на расправа. Меѓутоа на 11.4. се одржува расправа, јас поднесувам представка на 12 се ќути, значи председател на судот. Во тие 3 дена не се произнесува председател на судот, молчи, уште и други представки пасел, сето е праено со знаење, значи спрега. Судија, прв инволвиран референт за прием, трет инволвиран председател на суд. Значи сите молчат и си ја тераат работата на свој начин. Еве вака се практикувало, вака се местеле работи. Ова се случувало по шема. Ова не е случајност. Ова се случувало и порано. Сега ве прекинав кај обвинителството. Значи вие после ова поднесувате представка до обвинителство? Сега ќе го појаснам како се однесуваше обвинителството. После ова поднесов пријава по 80 дена, наизворно, по 80 дена тактизирање во судот напред-назад, поднесов пријава до основно јавно обвинителство. Пријавата најточно, најсигурно е поднесена на 11.7.22 година. Повторувам, на 11.7.22 година. Заради координација помеѓу обвинителството и судот, односно поголема недоверба во судот што ќе се случува, по 3 дена на 14.7. поднесувам пријава, иста таква пријава, со иста содржина, со нијанса разлика, поднесувам и до надлежната оперативна полиција. Обвинителот, задолжениот обвинител, го прима на 11.7. и не постапува. Се обратив повеќе пати до надлежниот обвинител. Надлежниот обвинител бараше начини како да ме наведи на инцидент, да ме избрка, да не се јавувам повеќе во обвинителство. Дури дрско во еден ден, ова права вистина, еден ден му вели на портирот, полицаец, му вели, речи му не сум тука. А тука е. Слушнете ме. Му вели на полицаецот, речи му, се обраќам до полицаецот, сакам, денес е ден за прием, сакам да ме прими обвинител. Му се јавува полицаецот, честно, поштено, обвинителе дојде, Ванчо Мицевски сака да го примиде. И од таа страна слушам, јас му вели, речи му дека не е тука и избркај го. Ова права вистина. Речи, тука сум, ама кажи му дека не сум тука. Тука сум, му вели, тука сум, ама кажи му дека не сум тука и избркај го. Јас му велам вака, не, јас ќе го чекам обвинителот да се врати. Тие не знаат дека имаат работа со Ванчо Мицевски. И беа вознемирени. Ајде, Ванчо, излегвај, така рече обвинител, да се јави телефонски да ти избркаме, да не чекаш пред влезот на обвинителството. Не ќе чекам. Настана узброва, ајде, билдери од обвинителството, зарака, бегај, слегов, никому ништо. Зошто ме бркате? Така нареди обвинителот да не видиш тука. Еве, вака се нажи. Почна да ми се закануваат дека ќе ти се случи нешто, нема да го добиеш спорот, сите знаеме шо е шо, мешани се обвинители, мешани се суди и не можеш да водиш постапка со ваквите надлежности. Оди си дома, јас како Ванчо
не застанав. До обвинителот барав повеќе пати да ме прими. Имам доставено до обвинителот анализи. Имам анализи. Имам извештај во вкупна бројка 54. Се одважи само еднаш да разговара. Не сакаше воопшто да се заинтересира. И од она што поднесов јас, од она што кажав, обвинителот со поднесок му кажав кои се осумничените лица. Осумничените лица до денес осумничените лица не се повикани, од кои 3/4 се од судот, не се повикани. Прашав во надлежната полиција дали овие лица со дата 19.3.24 година како осумничени, како инволвирани, како пријавени се повикани. Покрај усменото, полицијата ме извести писмено. Споменатите лица во пријавата од 19.3 која се е доставил до обвинителството, ние немаме никаков налог за нивно повикување. Не се дадени напатствија за истите нити патоказ, нити слично. Еве вака ова го тврдам со писмени докази, ништо случајно. Кажете друго што да... Значи, друго, ја мислам дека ја исцрпевме темата. Сакам да ви се заблагодарам за гостувањето. Значи, за вечерва исцрпевме. Ние ова ќе го презентираме како документација на уште еден медиум. Значи, како ваша сторија и како ваша приказна. Не ви кажам уште нешто, морам да помогнам. Ќе ви дадам збор. Значи, сакам граѓаните и нашите гледачи да сватат дека ова што вие го имате поминато, го имаат поминато добар дел од нив, кога се судриле со предмети во суд, само што многумина од нив се откажале или нивните ополномоштени адвокати ги откажале, ама во вашиот случај еве се случил голем кикс, не се откажувате. Зашто јас ви честитам. Еве јавно ви честитам. Сега повелете што имате како за крај да ни кажете. Морам да ви да објаснам. Ова е поднесокот. Камерата да го. Ова е поднесокот. Во овој поднесок цела ова содржина тојка е напишана од лице што користело плагијати од мој поднесок од 16.3.20. Овде се користени плагијати. Во оваа содржина се користи. Тврдам дека се користени плагијати. Наидоја на човек кој што криптолошки знае постава. Морам да ви кажам што се случува во пријав. Вака, архиварот го прима поднесокот и знае дека не е на Ванчо Мицевски. Знае дека не е на тожител. Знае дека не е со приоритет. Овде е напишано. Знае дека не е со приоритет. Одиме дека по овој поднесок следува решение. Што се случува најмногу интересно, постои во ова се вика поднесок, меѓутоа стручно овој поднесок се вика криптограм, за да знаат луѓето се вика. Сега, што се случува? Постои криптограм. Овој криптограм го изработува криптограф, лице кое што окуца. Постои транскрипција. Ова е многу транскрипција. Постои транскриптор. Стручно кажувам дека исто како докторот кој ќе одиме на лекар не прашува за генеза. Колку си болен и да и твоите родители се... Како настанала болест? Како настанала... Значи, овде постои генеза. Разберете, овде генеза од каде произлегува. Постои и анамнеза. Докторот формира, односно јас,
стручно кажувам и Како стојам криптолог. како криптолог, овде постои анамнеза. Што е анамнезата? Е мислење што сака тој што го изготвува да кажи. Се формира анализа, односно читање на мисловната целина. Тоа сакав да ви кажа. Постои местото на извршување, се извршува во судот. Прв кој што е најодговорен, најинволвиран, референтот од приемно. Токму затоа јас овие две јавни објави и ова јавна изјава јавно кажувам дека ќе ги користам и јавно ќе излезам пред сите граѓани во Битола, пред сите граѓани во Македонија, во сите граѓани на Европа и секаде. И ќе ги кажам како мене ме искористија со невистини, со манипулации. Морам да ви кажам уште следното. Постои патоказ до извршител. Ова да го знаат оние кои што ќе се занимаваат со откривање на изготвувачот. Изготвувачот на поднесокот, на барем овај поднесок, знае дека водам постапка. Значи, никој друг не знае што се случува во предметот. Изготвувачот знае. Значи, 99% дека има куцано. Судијата 1% дека му дозволил на некој да го користи и водам постапка. Користи докази и знае дека изврши увид во предметот. Друг не знае дека е. Знае дека во предметот биле поднесоците. Разбирате? Дека сум имал претходни расправи со тужениот. Дека сум му знае дека на судијата му укажа писмено дека поднесоците што биле од 11 биле во предметот. Дека се и то знае дека во предметот изготвувачот знае дека се застапувам сам. Зошто се застапувам сам? Морам да му објаснам на македонската јавност и вас тука дека на првата расправа како ме наведува судијата: слушај, ти, Ванчо, нема да зборуваш, за тебе ќе кажува само адвокатот. Како ме нема да зборувам јас? Тоа им е најлесната форма да те замолчат. Да ме замолчи. Слушам, јас пред сите кажав. И овде ќе кажам дека адвокатот од наредната расправа нема да учествува. Јас, Ванчо Мицевски, сум доволно паметен, психички и физички ќе се застапувам сам и ќе кажувам сам. Нема мојата кажана мисла да ја прераскажува некој да констатирате како што треба и не треба. И затоа се застапувам и тврдам се што сум кажал дека стојам за договорот. Морам морам да дополнам со следното. Во оваа содржина. Овде има 20 овака кон камерата. Така, кон камерата. Кон камерата овде има 203-4 зборови, од кои се 100 сврзници. Од овие зборови што се употребени тука, одговорно, животно тврдам дека 25 збора Ванчо Мицевски никогаш не ги користил и не ги користи во неговата транскрипција. Значи, уште не повем. Има 25 збора кои што воопшто никогаш и никаде во моја транскрипција не може. Значи, покрај фалсификувањето на вашиот подпис, фалсификувано е и вашиот говор, вашиот начин на изговор. Мојата транскрипција, овде транскрипцијата додадени се 25 збори што никаде ги нема. Јас имам многу поднесоци
до судството, до министерство, ако најдат тие такви зборови, преземам одговорност. Така. И јас не се повлекувам од вистината. Добро. Секаде ќе сведочам, секаде ќе кажам, кој сака, повикувам цела македонска јавност, медиуми, новинари, и надворешната јавност се повикувам. Да слушнат луѓето што се случува. Нема доверба и ништо во судово битува не се случува случајно. Се се случува со претходна манипулативна игра. Шема. Да знае јавноста дека нема да добиете ни еден предмет ако вака е да стане. Сите млади свестете се од и вашите поколенија ке станат. Повелете да ме прашате. Ви благодарам, неам повеќе прашања. Ја исцрпевме нашата расправа за вечерва. Ви благодарам за гостувањето. Ќе продолжам да го следам вашиот предмет. Значи, која ќе биде конечната разврска. Ви посакувам, драги гледачи, пријатна вечер. Јас сум вашиот водител вечерва, како и секогаш во емисијата со Лесно Буревесник, Зоран Буревесник Божиновски. Уште еднаш да дополнам јас дека господа од Македонија, почитувани македонци, да се родат вистина доследни, храбри луѓе како Божиновски. Секој не се нафаќа. Одредени новинари, одредени адвокати. Замолува, Ванчо, те почитуваме. Се можеме да ти помогнеме. Немој мене да ме мешаш. Немој да ме мешаш мене, од исуството работи како што гледаш. Имам деца, треба да однесам корка леп дома. Има. А уште еднаш најзаблагодарен на Божиновски. Храбро момче, ала да ме. Така треба да го следат сите новинари од Македонија. Бидете новинари храбри, кажете ја вистината, не се плашите. Токму вашието знаење и умење да го користи народот. Помогнете му на македонскиот народ, за да може ова државище да обстојува. Иначе, она што го имаме, ќе ги изгубиме и ништо од нас не ви. Бидете храбри, да станете на страната. Ви благодарам за убавите зборови. Да не се руши правниот систем Македонија. Господин Мицевски, ви благодарам за убавите зборови. Сите да Тука е поздравува крај на и нашата емисија. Благодарам.